Почитувани гледачи на Спортска мрежа, ново издание од Спортска анализа на Спортска мрежа. Правиме преглед на 23-то коло, преглед и анализа на табелата во втората македонска фудбалска лига и да видиме што не очекува во рамки на следното 24-то коло, кое што се игра веќе утре, сабота. Меѓутоа, останете до крај со оваа емисија, затоа што имаме анализа со Александар Максимов, фудбалскиот тренер. Правиме на детална анализа на погодоците кои што беа постигнати во рамки на претходното 23-то коло, меѓутоа со графички приказ да видиме како истите беа постигнати и дали имаше простор евентуално да се спречи некои тие погодоци кои што беа постигнати во претходното 23-то коло. Одиме со анализата практично. Овде позади мене се резултатите од претходното 23-то коло. Само на еден надпревар не видовме погодоци во претходното 23-то коло. Тоа беше надпревар во Куманово, каде што екипата на Башкими ремизираше против Новаци играјќи 0-0 и практично екипата на Новаци извлече многу важен бод во битката за директен опстанок која што има екипата на Новаци. Важна победа, важен триумф за екипата на Вардар Неготино од минимални 0-1, меѓутоа многу важни клучни 3 бодови против победа во тоа дерби кое што беше од долниот дел на табелата во трката на двете екипи за потврда на тој опстанок и на крајот на тие 2-3 кола до крајот колку што ќе останат кога ќе биде потврден опстанокот, нели да имаат мирна завршница. Охрид триумфираше со 2-1 против Саса. Ќе видиме тука Максимов како ги анализираше овие погодоци, како и голот на нормално на Вардар Неготино. Беласица имаше најубедливата победа од 4-1 против објективно најслабиот тим во лигата, тоа е Вардарски. Исто и тука ќе видиме како Вардарски го постигна тој погодок, дали можеше да е спречен, како беа постигнати погодоците, како всушност Вардарски дојде до ситуација да ги прими тие 4 погодоци. Исто така Расими забележа висока и сигурна победа од 3-1 против Осолово, на патот кон со тоа што Расиме ќе видиме на табелата веќе влегол во сериозна трка за директен влез во првата македонска фудбалска лига. Во таа скопска пресметка, скопско дерби, Македонија Ѓорче Петров, лидерот на табелата со минимално 1-0 го доби Скопје на домашен терен. Борец направи изненадување со тоа што со 2-1 го доби Кожув и сега Велешани одново се не само во трка за баражот, туку и во трката и за директно опстанок, иако реално ќе им биде навистина тешко. Брегалница, Детонит Плачковица 1-1 на градскиот стадион во Штип и одново Штипени или Брегалница прави еден чекор назад и само ги комплицира работите кога во прашање тој директен влез кон првата македонска фудбалска лига. Ова е резултатите од претходното 23-то коло кое што беа одиграни на 5 април, минатата сабота, и едно подсетување на тоа што всушност имавме изминатиот викенд. Сега одиме со краток джингл, а потоа и да ја проследиме табелата, да ја анализираме табелата, па потоа одиме со тоа што Максимов го анализираше и на крај да ги најавиме двојките за утрешното 24-то коло од втората македонска фудбалска лига. Останете до крај со оваа емисија. Еве и табелата од втората македонска фудбалска лига. Практично ќе видиме како досега имаат одиграно второлигашите во овие изминати 23 кола. На врвот од табелата е Македонија Ѓорче Петров со 52 бодови, со тоа што лововите сега направи одново некоја минимална бодовна предност од 2 бодови во однос на Башкими кој што е втор. Е сега онаа за кој што зборувавме претходно, Арсими Брегалница израмнети на Делман на третото место со по 48 бодови. Практично овие 4 екипи ќе водат таа трка за директен влез во првата македонска фудбалска лига, знаејќи дека првите две места, нели оние кои што се во зелената боја или зоната за директен влез, кои што гарантираат влез директен во елитата, третото место или бара зоната која што гарантира можен влез преку нели доколку се добие тој бараж над првите овие 4 екипи, една ќе извиси, односно тоа ќе биде екипата која што ќе заврши на четвртото место. Практично, како што може да видите од ова што го имаме на самата табела, овие 4 екипи ќе бидат тие кои што ќе водат таа главна борба за да влезат во првата македонска фудбалска лига. И веднаш имаме една интересна ситуација од петото место каде што е Охрид со 35 бодови, па се до деветото место или практично до 10-то место каде што е Кожув со 31 бод, имаме само 4 бодови разлика и меѓу овие екипи ќе биде таа борба до крајот кој да биде на тоа пето место и практично да има една успешна сезона со тоа што ќе заврши или ќе котира колку што можно повисоко на самата табела. Од другата страна гледаме на неизвестност кога е во прашање директниот опстанок. Најзагрозен е Вардарски со само 8 бодови на своето конто и статистички најслаб
е овој тим, можеби ајде ако е за утеха имаат подобар напад од оној кој што е на Борец, со оглед на фактот дека фудбалерите на Вардарски постигнале само 17 погодици, а пак на Борец 15. Од друга страна, екипата на Вардарски го има најлошиот одбрана со примени 63 погодици, а најлоши одбрани исто така имаат и екипата на Борец, Осогово, тука и Вардар Неготино со по 41 примен погодок на овие 23 кола. Во овој втор дел од оваа анализа на табелата, одиме да го погледнеме долниот дел од самата табела. Како што кажав, Новац извлече клучен бод од Башкими со тоа што има 24 бодови сега, колку што има и Вардар Неготино, кој што пак забележа триумф над победа, со што победа сега се спушта над бара зоната или на 13-тото место со 23 бодови, Осогово и натамо во таа зона, бара зона за можен опстанок со 17 бодови, додека пак Борец со триумфот над Кожу сега има 13 бодови и гледате дека практично математички, бидејќи имаме уште 7 кола до крајот, уште 21 бод во игра, сите опции се отворени. Ако гледаме теоретски, Вардарски е тој кој што е најзрел кандидат и за испаѓање може веќе во следните две кола ќе испадне од можност од трката за директен опстанок, ќе останат тие некои си комбинации евентуално за бараш, меѓутоа и натаму Вардарски е најзагрозен тим и најверојатно ќе оди кон експресно испаѓање во трета лига Исток. После 27 години тимот од Богданци се врати во втората лига, меѓутоа само една епизодна улога ќе биде тоа од Вардарски и за жал овој тим ќе мора да ги спакува коферите и да се врати во трета лига Исток. Во таква ситуација и Борец, кој што знаете, Борец беше во прва лига, па се случи таму некои промени околу управата, па Борец истата сезона остана во прва лига, следната сезона испадна во втора лига, од втора лига експресно испадна па дури право и во трета лига. Успеа Лајн да се врати преку баражот, го совлада Влазериме, дојде во втора лига, меѓутоа како тргна работите и ова може да се случи да имаме Борец експресно се врати во трета лига Југ. Ова е табелата, значи борбата ни останува од 11-тото место Новац и Вардар Неготино победа, Осогово за таа битка за директен опстанок. Борец е насочен повеќе кон баражот и преку бараж да се надева дека ќе остане. Вардарски, како што кажа, со најтешки шанси евентуално да дојде до опстанок во втората лига. Од аспект на позитивна малку статистика, Македонија Ѓорче Петров и Арсими најдобар напад со постигнати 42 погодоци, најдобар одбрана има екипата на Македонија Ѓорче Петров со само 8 примени погодоци. Ако гледате, ова е значи она гол разлика плюс 34, најдобра гол разлика има екипата на Македонија Ѓорче Петров, плюс 21 имаат Башкими и Арсими, тука и Брегалница, каде што има 34 постигнати погодоци, 19 примени, плюс 15 позитивна гол разлика. Позитивна гол разлика имаат сите екипи, тамо некаде до практично тоа ни е екипата на Кожев или 10-тото место, сите надолу имаат негативна минус 8, минус 14, гледате и нормално Вардарски со најлоша, јас би рекол катастрофална за жал статистика, минус 46 голови гол разлика. Ова беше сеј од самата табела, од самата анализа на табелата. Ја погледнавме, видовме како изгледа табелата. Одеме сега да видиме што Александар Максимов има подготвено, како тој ги согледа головите кои што беа постигнати во претходното 23-то коло и практично низ сама графички приказ да видиме како тие погодоци беа постигнати. Во самиот почеток на акцијата, кога Вардар Неготино постигна погодок против Победа Прилеп, имаме издвоено дефанзивната линија на Победа, каде што можеме да видиме дека играчот со број 25, односно едниот од двајцата централни дефанзивци, има лоша положба на телото. Ги имаме издвоено исто од централните везни играчи, како и хајлајт на играчот на левокрилниот играч кој што мораше да биде поагресивен во таа ситуација. Во продолжение на акцијата можеме да видиме несинхронизирано движење на дефанзивната линија на Победа, како и тоа дека играчот со број 99, играчот со број 30 немаат поглед преку рамо, немаат ориентација за просторот и противничкиот играч. Во ситуацијата конкретно играчот со број 99 мора да го испрати движењето на играчот со број 17, кој што непречено влезе во небранетата слободна зона и постигна погодок.
Гостите од Каменица постигнаа погодок за водство од 1:0 преку еден прекин, при кој што нема бројчена надмок во однос на противникот, но поради лошите индивидуални движења и реакции на играчите на Охрид, особено кон таа втора топка и блокирањето на шутот, успеа некако да постигнат гол, кој што движење ќе ги видите и на самото видео. При погодокот за израмнување на Охрид, играчот со број 10 мораше многу побрзо да реагира и да направи притисок кон играчот на Охрид кој што ја прима топката, додека играчот со број 17 мораше да го испрати движењето на противничкиот бек. Во продолжение гледаме лоша реакција на левиот бек на Каменица Саса, лошо движење на еден од централните дефанзивци на Каменица Саса, кој што мораше да биде со еден од напаѓачите, и сметам дека играчот со број 10 исто би можел подобро да го затвори просторот во кој што видовме дека топката патува. Во ситуацијата кога екипата на Охрид постигнува погодок за водство од 2:1, можеме да видиме дека Каменица Саса имаат повторно бројчена надмоки во својот 16-сетник, особено во тие 5 метри каде што патува топката, каде што односот на силите 8:6, но сепак поради повторно лоша комуникација, лошо поставување на играчите, екипата на Охрид постигнува погодок. Можеме да додадеме дека удел во голот има и лошата реакција на голманот на Каменица Саса, како и тоа дека веќе втор надпревар поред екипата има проблем при бранење на тие дефанзивни прекини, како и движењето на одредени играчи без топка. Во почеток на акцијата кога Беласица го постигна својот прв гол, можеме да видиме лошата поставеност на телото на десниот бек на Вардарски, како и моментот кога десното крило мораше да изврши притисок кон играчот со број 3, но тој буквално беше оставен без никаков притисок да го одигра додавањето. Во продолжение на акцијата повторно може да видиме лошо движење на десниот бек на екипата на Вардарски, како и ситуацијата кога во моментот тој беше испаднат од игра, играчот со број 11 мораше да влезе во блок при центаршутот на домашниот играч со број 10. Во моментот на центаршут видовме ситуација каде што капитенот на екипата на Вардарски буквално немаше никаква реакција, не се ни обиде да скокне, да го спречи тој центаршут и на крај тоа резултираше со примен погодок. Во моментот кога домашниот тим постигнува погодок за водство 2:0, можеме да видиме дека дефанзивната линија на Вардарски има многу лошо движење, остава доста простор и во ситуацијата кога домашниот играч со број 10 има топката, тој повторно е оставен без никаков притисок од страна на гостинската екипа. Многу лесно таа топка патува во 16-сетникот и резултира со постигање на втор погодок. Во ситуацијата кога Беласица постига и трет погодок, гледаме огромен простор помеѓу линиите на Вардарски, лошо поставување на телото на нивниот десен бек, кој што во таа ситуација со така поставено тело многу тешко може да реагира и да го затвори просторот кој што е оставен позади него. Четвртиот гол на Беласица е после прекин, односно корнер, добро изведен корнер и лошо поставена одбрана на гостинскиот тим од Богданци. Екипата на Вардарски просторот каде што патува топката го брани со 6 играчи наспроти 5 на Беласица. Имаат бројчена надмак, но се лошо поставени.
со тоа што 4 играчи чуваат зона, додека двајца се човек на човек, што на крај се покаже како лош избор и недоволно за да се зачува својот гол. Вардарски постигна погодок после една лоша реакција по изгубена топка од страна на екипата на Беласица. Според мене непотребно изливување на играчот со број 3 од својата позиција и во моментот кога тој излегува од своја позиција, играчите со број 23, 24, 7 едноставно мора да го затворат просторот кој што е оставен. Тие не го направија тоа и резултираше со погодок на Вардарски. Во почеток на акцијата, кога Арсими постигнува погодок за 1:0 против Осогово, можеме да видиме дека напаѓачот на Осогово има и подобри решенија од тоа топката да биде лесно изгубена и при тоа да немаме вистински притисок од негова страна и од крилниот играч. Во продолжение на акцијата можеме да видиме дека централниот дефанзивец на Осогово има лошо поставено тело, што резултираше со лош прием, изгубена топка и постигнат погодок од страна на екипата на Арсими. При вториот погодок на екипата на Арсими во почеток на акцијата можеме да видиме дека играчот со број 10 е буквално оставен сам, има огромен простор помеѓу линиите, особено во тој централен дел. И буквално без никаков притисок е оставен да се движи. Во моментот кога играчот со број 10 ја прима топката, централниот дефанзивец на Осогово мора да излезе и да направи притисок, со што би оневозможил лесен проток на топката на екипата на Арсими. Тоа не се случува и Арсими постигнува погодок за 2:0. Во ситуацијата кога Осогово постигна погодок за 3:1, можеме да видиме дека дефанзивната линија и двајцата централни играчи за врска на Арсими се многу блиску, немаат синхронизирано и добро движење, имаат оставено огромен простор, кој што играчите на Осогово можеа и требаше подобро да го искористат и можеби би можеле да ја завршат акцијата и порано. Во ситуацијата кога се случи самиот удар на голот, мислам дека мораше да има подобра реакција од страна на играчите на Арсими. Како и од страна на голманот на Арсими, бидејќи ударот беше во негов агол. Екипата на Ѓорче постигна погодок преку центар шут, кој што јас и претходната анализа кажав дека тоа е можеби најголем оружје на екипата од Ѓорче. Играчот со број 8 во таа ситуација мораше да биде поагресивен кон противничкото крило, мораше да изврши притисок, како и положбата на телото на играчот кој што влегува во блок, односно играчот со број 19 мора да е подобра. Видовме одлично движење на напаѓачот на екипата на Македонија Ѓорче Петров, одлична реакција и погодок.
Видовме преку графика како Александар Максимов ги анализираше погодоците на делот над преварите. Видовме како нели тие беа постигнати со помош на таа графика, каде можеше нешто да се поправи да се спречат тие погодоци. На крајот оваа емисија ни останува само да ги најавиме двојките за следното коло, кој што се игра веќе утре, тоа се нели на 12 април од 16 часот. Над Сваја арената Вардар Неготино го пречекува тимот на Брегалница. Трите бодови со од капитална важност и за едните и за другите. Вардар Неготино сака позитивен резултат во трката за потврда на директниот опстанок во втората лига. Брегалница мора да триумфира ако сака и натаму да ги следи, да го следи чекор на водечките екипи, тоа се Македонија Ѓорче Петров и Башкими. Детонит Плочковица на домашен терен ќе бара конечно победа против Борец, кој што пак ќе сака изненадување во Радовиш со цел и натаму да остане во трката за баражот и евентуално да се надева за директен опстанок. Кожу во Гевгелија ќе бара веќе излез, ајде јас би рекол, таа мини резултатска криза против лидерот Македонија Ѓорче Петров, кој што ќе биде фаворит на овој надпревар. Скопје против Арсими, тежок и неизвесен надпревар за екипата од Чегрне. Во автокоманда тешко се освојуваат бодови, ќе се обиде Арсими да остане непоразен, бидејќи Арсими всушност е тимот со најдобра форма од последните 5 надпревари, има 5 победи во низа. Осогово на домашен терен во Кочани ја пречекува Беласица, каде што жетварите ќе мора до 3 бода со цел да го сочуваат тоа место кој што им го носи кон баражот за опстанок, меѓутоа од друга страна да продолжат да го следат чекорот и во зоната за директен опстанок и жетварите да бидат и натаму во игра за директен опстанок. Вардарски на домашен терен го пречекува Охрид, каде што повеќе од јасно дека Охрид ќе биде фаворит на овој надпревар. Каменица Саса на домашен терен против Башкими. Башкими не смее да погреши и овде, ќе мора до 3 бодови, бидејќи Арсими и Брегалница веќе дишат во врат. Тука е веќе таа тесна трка како што можеме преткон да видиме од самата табела. Новаци победа, дерби од долниот дел на табелата, дерби на две екипи кои што сакаат потврда на тој директен опстанок и тука трите бодови стака бидат клучни. Овој надпревар може да биде пресуден. Тимот кој што ќе триумфира на овој надпревар ќе биде веќе со 2 чекори напред кон потврда на директниот опстанок во втората македонска фудбалска лига. И почитувани гледачи на Спортска мрежа, се беше ова што подготвивме за ова издание од Спортска анализа, каде што ни анализираше одново Александар Максимов, продолжуваме со него соработката и да ги доловиме тие моменти преку графички приказ, да направиме една анализа. Се надеваме дека во брзо ќе можеме со Максимов заедно во студио да анализираме малце подетално, па да ве вклучиме вас преку директен пренос, преку можноста да коментирате во живо и да одговараме на некои од вашите прашања кои што ги имате пред се до Максимов, кој што ќе прави анализи. Така да имаме некои проекти кои што војнина ќе ги пласираме во јавноста, меѓутоа по полека одиме чекор по чекор, затоа што правиме нешто со кое што сакаме да ја подигнеме медиумската застапеност и во втората и во третата лига на повисоко ниво преку едни интересни емисии кои што ги подготвуваме. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал, тоа е бесплатно, ни давате максимална поддршка кон ова што го правиме. Претплатете се на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите на новите случаи, иницијативи кои што сакате да донирате и кои што веќе сте донирале. Ви благодариме, бидејќи на тој начин ја поддржувате Спортска мрежа и сте директно вклучени во нашето обстојување, во нашето финансирање и кон тоа да Спортска мрежа продолжи понатаму да го прави тоа што го правеше досега, а водина да биде уште подобра. Не заборавајте уште еднаш да се претплатите на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.